Република Македонија ќе ги преземе сите неопходни мерки и ќе ги употреби сите ресурси за заштита на границата и спречување неконтролирани премини на мигрантите, кои ќе ги насочува кон точки каде можат да бидат регистрирани. Ќе овозможи помош и премин за сите мигранти од земји од воени зони, кои транзитираат низ земјава и можат да бидат примени во земјите членки на Европската унија, како нивна крајна цел. За овие лица може да обезбеди определени капацитети за ограничен престој. Мигранти од економска природа нема да се пропуштаат, ниту пак Македонија може да ги згрижува на своја територија. Ова е ставот кој министерот за надворешни работи Никола Поповски им го пренел и на амбасадорите во земјава со кои денеска одржа состанок во Министерството за надворешни работи. Македонија не може да ги отвори вратите за престој на тие кои не можат да бидат згрижени во Европската унија, пред се заради тоа што не доаѓаат да престојуваат во Македонија, туку имаат определена цел да стасат до некоја земја членка на Европската унија, а второ, што е уште позначено, во Македонија доаѓаат од земја членка на Европската унија, изјави посредбата Поповски. Во однос на лицата мигранти од економска природа, кои во моментов се на грчка територија, но се обидуваат да влезат во Македонија, Поповски истакна дека од грчкиот амбасадор на денешниот состанок било потврдено дека Грција презема мерки за нивно отстранување, односно непопречување на протокот без примена на сила. Од МВР пак јавуваат дека во текот на вчерашниот ден биле издадени потврди за намера за признавање на правото на азил на вкупно 5979 странски државјани. Денеска состојбата на јужната граница кон Грција е редовна. На околу 1000 мигранти не им се дозволува влез на територијата на Република Македонија, додека за останатите бегалци процедурата се одвива нормално. Како што информираат од МВР, мирно е и на северната граница. Прифатниот камп е празен и нема задржување во тековната процедура за излез. Европа планира да воведе надзор над грчките граници поради што во 2016 година се очекува преку нејзините граници да минат 3 милиони мигранти, објави грчкиот весник Прототема. Весникот се повикува на доверлив документ од 10 ноември посветен на бегалската криза. Канцеларијата на Федералниот обвинител на Белгија денеска објави дека уште 5 лица се уапсени во Белгија, со што бројот на уапсени се зголеми на 21. Откако во синокешната рација во центарот на Брисел се уапсени 16 лица, осомничени за поврзаност со лицата што сакаат да извршат терористички акт. Нивото на безбедност останува на 4 степен, што значи дека опасноста од терористички акт е веројатна и неизбежна за Брисел, додека во останатиот дел од кралството Белгија важи 3 степен на безбедност. Од терористичките напади пак во Париз на 13 ноември до денеска во регионот на градот се уапсени над 300 лица, изјави шефот на париската полиција Мишел Кадо. Вкупно 298 лица се наоѓаат во затвор, додека 71 лице е во домашен притвор, прецизираше тој. Додаде дека ширум регионот, вклучувајќи го и Париз, разместени се 10.200 полицајци, како и 6.400 војници, чии приоритет се станиците, аеродромите, големите јавни објекти, владините згради, установи на културата, медиумски компании и болници, пренесуваат француските медиуми. Нивото на закана останува зголемено, вели Кадо, додавајќи дека на интернет се објавуваат заканувачки пораки од исламската држава, во кои Франција е јасна цел. А рускиот председател Владимир Путин допатува во посета на Техеран, каде со иранскиот лидер ајатолахот Али Хаменеи и со председателот Хасан Рохани ќе разговара за сириската криза. Путин ќе учествува на самитот на земјите извознички на газ, што се одржува во Техеран. Ова е прва посета на Путин на Иран по 8 години, во чиј што фокус ќе биде меѓународниот мировен план за Сирија.